гледам дека повеќето време моите колеги пратеници го трошат со на празни говори за проблеми кои што не се во оваа држава, говорат за документи, за прашања кои што не ја засегнуваат оваа држава. И јас би побарал од колегите пратеници, како од ВМРО, така и од СДСМ, и тука веќе и од техничкиот премиер, кој што е технички премиер, се чини целата држава ќе стане техничка држава, би побарал точките од платформата на албанските политички партии, значи извираат од службениот, официјалниот документ кој што е во владата на Република Македонија, и ако го прочитам, тоа ќе одземе многу време, меѓутоа бројот, архивскиот број ќе ви го кажам, и вие како пратеници ќе имате право од владата да го побарате овој документ од архивата. Службениот документ во кој што се точките од кои што извира и платформата на албанските политички партии е 1001 цртичка 107, не успеав да го фатам бројот, се извинувам, и треба да им кажеме на граѓаните да не ги лажеме, значи во оваа држава имаме меѓународен договор кој што се нарекува Охридски рамковен договор, и за тој договор гарантираат Европската унија, НАТО и САД. И секој што бара избори без решавање на проблемите кои што ги тангираат двата мнозински етникуми во оваа држава, напразно име не 60, 120 пратеници да имаат, повторно нема да може да функционира оваа држава. Оваа држава може да функционира само во оној миг кога граѓаните на оваа земја ќе бидат рамноправни, така како што предвидува и меѓународниот договор. Јас како пратеник доаѓам од изборната единица 2 и во општина Липково, не дали е во ред тоа што има вештачко езеро, а сепак населението нема вода за пиење. Сите соседи од градот Куманово имаат вода за пиење и би побарал, значи, дали ви смета да бидат рамноправни граѓаните на општина Липково со граѓаните на општина Куманово и тие да имаат вода за пиење. Во платформата на албанските политички партии се бара целосна рамноправност на граѓаните во оваа држава. Не само на албанците и македонците, туку Охридскиот рамковен договор ги има дадено тие права на сите други етникуми. Нека излезат представниците на другите етнички заедници, како на бошњачката, ромската, српската и сите други, нека кажат, сите имаат придобиено од Охридскиот рамковен договор и државата има придобиено затоа што оди по патот на демократизација. Барам во текот на овој викенд да размислите со студени глави, да не ги лажете граѓаните. Тие протестираат за една кауза која што не постои. Кажете им ја вистината, барем во вашите домови, немојте да лажете.